Да, ете имавте можност да ги слушнете и оние содржини кои што ги подготвуваме за вас. Како што кажав, имаме прекрасни ова утро понеделнички гостинки и јас ке кажам не 3-4 наставнички имаме во студиото. Ке кажам добро утро Сузе. И добро утро за нашите гости, на прекрасни наставници, со оглед на тоа дека нели вие сте сега прогласени за најдобри во регионот. По кои предмети, Суза, ќе оставам тоа на тебе. Јас себе ќе ми дозволиш да ги представам и да ви честитам и да ви посакам уште многу успеси. Весна Недановска, Весна Бошковска и Билјана Лазареска. Добре ни дојдовте и многу сакам да слушнам за што точно се работи и како дојдовме до оваа награда. Повелете. Така ти благодарам, Слободанче, добро утро за тебе, за гледачите, добро утро за нашите гостинки, веќе официјално и ве представи Слободанка. Честитки за оваа голема награда која можеби е круна на се она што досега сте го добиле во вашата дејност како просветни работници. Светот на образованието ги брише границите. Прекрасно мото, прекрасен слоган, 6-та поред генерација на најдобри наставници во регионот. Вие сте 3 од вкупно 12 македонци, кои што се пак дел од вкупно 28 во сите екс-ју републики, што е една огромна бројка. Кој ќе ни каже прво вака за критериумите? Кои беа критериумите на кои можеме да аплицираме за да бидеме потенцијален добитник на една ваква Весна Бошковска? Весна, денеска јас испрашувам. Така. Вообичаено вие ги испрашувате вашите ученици, ама нема да бидам со подпрашања непријатни. Ќе бидам најпристојна како што сме секогаш со нашите гости. Добро ни дојдовте пред се. Добро утро, благодарам на поканата, чест и задоволство ми е да бидам тука и да кажеме за нашите искуства како поминавме во Бања Лука. Да. Па критериумите се многу, 27 критериуми треба да исполни еден наставник за да ја добие оваа награда. Пред се наставникот треба да биде мотивиран, да вложува многу труд, ентузијазам во својата работа, во училницата, така, не само во училницата, ами и надвор од неа. Треба да има постигнато многу резултати со учениците, не само во училиштето, на државно, на локално ниво, со учениците да учествува на многу меѓународни проекти, постојано да се надоградува, значи да посетува многу семинари, симпозиуми, конференции, да биде панел дискутант, да биде предавач на тие конференции, не само слушател. Понатаму да биде организатор и реализатор на проекти, како на ниво на училиште, на локално ниво, ни на меѓународно ниво, координатор и на некој меѓународен проект на кој што и ние сме биле. Постојано треба да се надоградува, значи да има звање, да е наставник ментор кај нас сега, но тоа не е и пресудно доколку се исполнуваат сите овие критериуми. Да биде автор на учебници, на прирачници, понатаму да биде рецензент на разни прирачници, книги, учебници и секако промотор. Да умее својата работа да ја промовира, бидејќи целта е да ги мотивираме сите наставници да дојдат, да видат што е ова и да аплицираат. Колку сериозно и колку одговорно сето ова звучи, нека биде само едно подсетување за гледачите. Не сите се разбира, но дел од нив од време на време кога се отвара темата колку е награден просветниот работник кај нас и колкави се личните доходи, обично знаат гледачите да кажат дека наставникот има кратко работно време, дека има летен распуст, зимски распуст, дека најлесна му е работата и дека не треба да бара голема плата, но сето ова што го кажевте на вистина изискува и двојно поголема од онаа која веќе ја добивате, така да секоја чест на вистина. Од 3 до 7 април се одржа оваа 6-та конференција, 6-та генерација на најдобри наставници. Какви се активности се случува, Билјана, во овие 3-4 денови? Вака ќе започнам најпрвин од почетокот. На 3 се отвори конференцијата. Конференцијата, основачи на оваа асоциација се Желјана Радоич Лукич и нашата Весела Богдановиќ. Оваа конференција ја отвори Желјана
со тоа што кажа дека асоциацијата е професионално семејство на сите ентузијасти кои покрај се ги поместуваат границите и се вложуваат себе си за подобро образование во нивните земји. Потоа продолжи со излагање на градоначалникот на Бања Лука, кој кажа дека секој дете треба да има по еден наставник кој ќе му даде крила на тоа дете, за да може понатаму да се движи, односно да се доизградува како личност. Кажа за своите искуства во образованието, се обратија и неколку наставници од Бања Лука и нашата амбасадорка Ксенија Маказлиева Трајчева. Имаше и некои културно-уметнички друштва кои што представија, односно покажа што се имаат и што се работат во Бања Лука. Извинете, само ние додека говориме можеме и да си проследиме дел од инсертите, имаме и фотографии кои што сум сигурна дека во текот на разговорот ќе имаме можност да да ги следиме. На првиот ден од конференцијата имаше и саем на образование, тоа е вообичаен настан кој се случува на овие конференции. Саемот на образованието имаше 36 училишта кои што презентира и наставници кои што се представија. 10 од нив беа од Македонија, ова е се некои слики од саемот на образованието, 10 од нив значи се од Македонија, бевме од Македонија. Имаше наставници кои што ги представува карневалот во Струмица, потоа имаше културниот центар од Карпош, потоа имавме манифестацијата Средби под јаворите беше презентирана, имавме премногу други дизајнирани помагала за инклузија од одреден број на наставници, потоа имавме представување и на една градинка, приватна градинка од Македонија, но имавме и представување на сите оние наши изданија, книги, учебници кои што се од различни издавачки куќи, но кои што еве и ние сите тука ги имаме изработено и направено за македонското образование. Овој саем беше од награден карактер, имаше 8 награди, од кои 2 ги добивме ние. Едната за најдобро уреден штанд на Средби под јаворите, на манифестацијата Средби под јаворите, која што се одржува во Струмица и е за нашиот писател Видое Подгорец. Таа е сега од 6, 7 и 8. Беа поканети сите учесници да можат да учествуваат и да стане како една меѓународна, еве можеби манифестација, литературна манифестација. Уште една беше наградена нашата Јелена Мандич, која што имаше најдобри ресурси за помагала за децата со инклузија. Вториот ден на конференцијата започна со посета на државните и на приватните училишта во Бања Лука, каде што имавме можност да видиме како се одвива директно наставата таму. Потоа имаше и QR кодови преку кои се истражува културно-уметничките добра на Бања Лука. Во вечерните часови имаше монодрама Како да ме разберете со аутизам, додека во друга конгресна сала имаше Балканско собрание, каде што се обратија основачите на оваа организација и ги објаснија сите наредни проекти кои што се планираат и кои што се делот и од оваа асоциација, но и за нас како просветни работници се доста актуелни. Третиот ден на конференцијата започна со она како е се изорганизирана и зашто е оваа асоциација најпрвен организирана. Потоа имавме пленарно излагање на директори, наставници и на еден наставник кој што предава во Шведска, односно зошто шведските деца се посретни. Таа објаснуваше околу тоа зошто шведските деца се посретни во нивното образование. За потоа имавме 4 сесии. Едната сесија беше за градинките, како темел на средниото учење, средни училници имаше, науката ни средниото учење и дигиталните алатки во служба на средниото учење. На сите овие секции имаше по 4 излагачи, кои што презентира добри практики од нивните училници, но потоа имаше и можност истите да се поделиме сите во просториите и во некои од нивните работилници да се вклучиме, па и директно да видиме, односно искуственото учење да го примениме и директно да видиме како тоа е за добро и како тоа треба да се практикува во училницата. Во попладневните часови беше прогласувањето на најдобрите наставници, како што кажавме, од 28 под строги критериуми, 12 беа од Македонија.
беше прогласувањето и на директорите и на неколку амбасадори, како и на членовите, почесните членови на асоциацијата. Сека година се избираат и почесни членови на асоциацијата. И на крајот, седмиот ден имавме, на 7 април, четвртиот ден, имавме одење на тврдината, со тоа што и да се види културното наследство на реката Врба и да се доделат сертификатите на учесниците од конференцијата, како и оние кои што добија најдобри саемски излагања, 8 излагачи кои што добија најдобри саемски излагања. Ова е место каде што треба да се разменат идеите и искуствата, да се представи својата работа во училиштата, но и во земјата од која што ја представуваме. Она што нас не прави горди како наставници од Македонија е тоа што имавме можеби недоговорени, меѓутоа се представивме во најдобро светло, значи рековме имавме представување на манифестации од Македонија, имавме како тоа науката оди во училницата, имавме искуствено учење преку центарот од Карпош, имавме, реков, изработка на ресурси за децата со посебни потреби и мислам дека на градинките, така да мислам дека опфативме се она што опфаќа едно нешто, еден наставник во образованието во Македонија. Секоја чест, инаку двете, Весна и Билјана, вие сте долги години во оваа просветна дејност, 20 Јас сум само 10 години во образованието, да. Тие се малку подолго. Одлично. Благодарам многу да ја чуеме и Весна, која што ќе ни каже кои се одликите на македонскиот просветен работник. Огромна чест за нас и навистина мене ми значи, иако јас во моментов мојата наставничка кариера е во мирување, јас имам долгогодишно искуство, во моментов не, но секога се чувствувам како дел од образовниот процес, затоа што помалку или повеќе сум активна и ги следам ситуациите. 12 од вкупно 28 од регионот македонски просветни наставници се стекнаа со оваа титула најдобар наставник во регионот. Кои би биле критериумите или кои се, да речеме, одликите на македонскиот наставник? Добро утро и од мене. Морам да признам дека првпат сум испрашувана и не е лесно. Ние сме тие кои што најчесто испрашуваме. Да. Јас пред себе говорела за одликите или карактеристиките на успешниот наставник, а тука спаѓа нели македонскиот наставник. Наставникот треба да поседува низа карактеристики кои што го одликуваат како успешен во својата улога, како едукатор или како образовен лидер. Наставничката професија е многу благородна професија, но во исто време и многу одговорна професија и полна со предизвици. Наставникот пред се треба да биде целосно посветен на својата работа за да биде успешен, треба да биде вистински модел за своите ученици и да се труди да биде личност која што инспирира и мотивира. Најбитно во наставничката професија е наставникот да ги сака своите ученици. Тоа е пресудно за да биде успешен, постојано да ги поддржува, да ги поттикнува, пред се да поседува емпатија за да може да ги разбере сите нивни индивидуални потреби, само така ќе може да обезбеди и да креира услови во училницата за да бидат учениците среќни и успешни. Како што кажав, поддршката треба да биде континуирана, а во исто време и да ги усоврши учениците и да ги подготви успешно да одговорат на сите предизвици пред кои ќе ги исправи подоцна животот. Во моето 25 годишно работно искуство, како претходно што спомнавте, искуството ми кажува дека наставникот во суштина треба да учи цел живот, постојано да се надоградува, да ги следи сите новини во образованието и истите да ги имплементира во секојдневната работа. Училницата треба да ја претвори во едно пријатно каче во кое што учениците среќно ќе учат. Тоа во суштина беше и мотото на образовниот саем на конференцијата во Бања Лука, како најбитен елемент во образовниот систем, како што спомнав, среќно да учат и да градат нови знаења и вештини. Да ги поттикнува критички да размислуваат, а во исто време да ја развиваат и креативноста и да учат на иновативен и интересен начин. Покрај се ова што
го набројав, нели наставникот треба да поседува и лидерски способности, како и комуникативни способности, кои што ќе му ја олеснат со работката не само со учениците, туку и со нивните родители, како и со колегите. Сето ова го прави наставникот успешен. Успешниот наставник не е сам. Успешниот наставник ги има до себе своите ученици, ги има нивните родители, ги има вработените во училиштето и поддршката од семејството. И кога сум веќе тука, ќе искористам приликата да ги поздравам моите ученици од 5 до 2, се разбира нивните родители кои што постојано ме поддржуваат, вработените во училиштето, како и моето семејство кое што ми е постојана поддршка во мојот кариерен развој. Секоја чест, инаку сите вие 30 оделенски наставнички во различни училишта. Тука ги поздравуваме и останатите наши македонски наставници кои се дел од оваа 12-ка, успешна 12-ка, со која ние искрено се гордееме. Предпоставувам дека би имале ние уште многу нешта што да кажеме, но еве јас сам овака ќе ги споделам нивните награди, да ги видиме, да ги погледнеме. Ова се официјалните признанија кои не се единствени во нивното портфолио. Тие сите се имаат надминато себе си во нивната подолга или пократка педагошка кариера. Неколку пати сте наградувани на државно ниво, имате на град Скопје, на локално ниво, на општина. Да, на многу нивоа, значи кога би говореле за вашите биографии би ни биле потребни сигурно уште 15 на минути за да ги споменеме. Јас посакувам ова да не е се во вашата педагошка кариера, да има уште многу награди со кои што ние ќе се гордееме и за кои што ќе проговориме. И еве бидејќи Весна Бошковска кажа најмалку во поглед на зборови, ја знам дека како наставници имате што да кажете, велат дека ако ништо не ти е јасно, праша едно дете, се ќе ти објасни. Колку Весна вие научивте од вашите ученици во текот на изминатите години? Па многу сме научиле, да ви кажам искрено. Од учениците не само тие што учат од нас, туку и ние од нив. Учиме да бидеме трпеливи, учиме многу работи како идат генерациите и воспримаме и од нив, па и од родителите. И во нашата комуникација, и во нашиот однос, јас 22, скоро 23 години работам, можам да ви кажам дека има многу разлика од почетокот, така од тие генерации до сега овие генерации. Значи, учиме да бидеме и потолерантни, но секогаш до границите. Така, со новото време мораме така. И дигитално да напредуваме и во секој поглед, но мораме секогаш да ги поставиме границите кои сме, дека сме сепак наставници, бидејќи само така ќе обстојуваме во нашата професија. Верувајте, ќе бидеме почитувани, бидејќи ние наставниците мораме самите да се грижиме, да си го држиме нивото на нашата професија. Така е. Ви благодарам многу, поздрав и честитки, особено за сите оние останати наставнички кои не успеавме да ги денеска да ги представиме, а непрестанно се усовршуваат, работат на тоа да бидеме што подобри во оваа професија. Оваа професија е навистина професија која во текот на својот живот допирате сигурно до судбините на 50.000 деца, но како и да е, верувам дека никогаш не се забораваат наставничките, се паметат целиот живот. Секоја чест, поздрав и со некој следен успех и со некој следен проект во кој ќе бидете вклучени, се гледаме повторно во утринската најава. Ви благодариме. Убаво каже Сузана, вистина, оние наставнички кои допреле до нас, да кажам, длабоко во нас, со нивното пред се воспитување и поставување како родител, а потоа и како наставник, никогаш не се забораваат. Ви посакувам многу уште успеси во вашата, да кажам, професија, да се гледа дека сте прекрасни наставници на своите дечиња.